Ова утро со мојот денешен соговорник, доктор Дејан Филиповиќ, дерматовенеролог, зборуваме на тема заштита од сонце. Се наоѓаме во период, пролет, летото веќе ни е на прагот. Сонцето изминатива година е многу силно, докторе, UV-зрачењата се многу силни. Не од оваа година, туку и минатите години сме разговарале на оваа тема како да се заштитиме од сончевите зраци. Што може да направиме, односно да превземеме и детската кожа како да ја заштитиме, но и што значат оние фактори кои што ги читаме на заштитните креми за сончење, ова фактор 20, 30, 50 и така натаму, какво значење има? Добро утро. Добро утро. Да поздравиме. Значи, би започнал со тоа дека како и секоја година нормално, со почетокот на веќе доцна пролет, ако можам да кажам, уште не се почнати оние пеколни горештини, меѓутоа доаѓа полека времето, знаеме кај нас како знае да изненади преку ног и да пукне она сонце што секогаш е тешко и напорно, а го бараме цела зима да дојде. Мораме правилно да знаеме како да се заштитиме. Значи не е ова сега само она тренд, па сега зборуваме за фактор креми, кај биле фактор кремите порано, од секогаш постоеле. Баш кај со овие глобални затоплувања и слично, UV светлината е многу појака. Знаеме колку пати оној UV индекс кажуваат кога е виолетов дека не треба да се искача од 11 до 16 часот и слично, затоа што навистина сончевите зраци колку што знаат да бидат добри, толку знаат да бидат и штетни, нели ако сме директно изложени на сонцето кога е најако. Оној добриот, како да речам, делот од спектарот на UV светлината ги активира меланоцитните клетки во кожата и со тоа го добиваме пигментот. Сите сакаме да сме поцрнети, темни, со убав тен во лето. Меѓутоа, тоа не значи дека треба да претераме и тоа не значи дека повеќе и поубав тен ќе имаме и поубаво ќе поцрниме ако се изложуваме на сонце од 11 до 16 часот, иако користиме фактор крема. Тоа е таа заблуда што најчесто ме прашуваат дали ако користам фактор крема ќе поцрнам. И нели ако користам ПСК фактор, воопшто нема да фатам боја, па затоа не се мачкав. Навистина не е така, тоа е мит, нели? Фактор кремата ги одбива штетните UV зраци. Не ги одбива оние UVB, добрите, нели? Како викаат Хрватија, добро чудни, кои што го даваат тенот. Ние тука на нашава клиника за дерматологија имаме и медицински солариуми кои што на еден начин со сончење лечиме повеќе број на дерматози, ама меѓутоа тие се направени да зрачат само правилни од спектарот на правилните UV зраци и тоа со одредено време траење. Сакам да кажам дека нормално ни треба D-витаминот, сонцето го дава сето тоа, меѓутоа мора правилно да се унаводници конзумира. Половина час пред излегување на сонце, мачкање со фактор крема, бројот на фактор кремата, односно вредноста на фактор кремата, само го означува време траењето за да се појави онаа минимална еритемна доза. Тоа значи првото црвенило на кожата. Да речеме, ако земеме фактор 100, тоа не значи дека многу повеќе ќе имаме заштита, него малце подолго време. И факторот треба да се реаплицира па на некои 4-5 часа, доколку сме константно изложени на сонце. Интересна работа да напоменаме тоа дека оние кои што се константно изложени на сончева светлина, најчесто прво што ми паѓа работниците на улиците и оние сите што работат на отворено, кои што се доста потемнети, имаат многу помала шанса за добивање на некои несакани промени од сонцето, него оние што рекреативно и не толку често се изложуваат на сонце. Така да тоа мора да се знае. Не значи дека ако сме ностоп на сонце имаме поголема шанса да добиеме некоја несакана промена и тоа би било отприлика нешто за почеток. Така, сега природно ми доаѓа да го поставам прашањето, кои се тие промени кои може да настанат на кожата од силните UV зрачи? Па тоа се преканцерозите, тоа се и оние бенигни промени како себороични актинични кератози, па особено и кај повозрастните, меѓутоа нормално не се исклучени и помладите, на жалост, па се до оние карциноми и оној најштетен меланом кој што е единствен малиген тумор кој што ако се детектира на време може да се отстрани комплетно без никакви последици. Инаку е еден од најпотентните тумори кои што дава метастази во мозок и во коски и може за еден месец дури да направи
огромна беља, доколку не се диагностицира на време. Постои едно правило, интересно е, за self-detection или себе детекција на истиот тој меланом, кој вели ABCDE, детекција, односно по абецедата на англиски јазик, нели асиметрија, бордер, граница, Ц, нели колор, боја, диаметар и елевација. Значи, доколку една промена, бар 3 од овие промени опфаќа, да речеме, има повеќе од 2-3 бои, елевација над нивото на кожата и несиметрија, можно е дека е меланом, не значи со сигурност, и тогаш се препорачува преглед на било кој дерматолог, каде што може да се направи дермоскопија, нормално со една посебна лупа, проверка и да се диагностицира правата диагноза. Само за крај би сакала да прашам околу дамките кои што можат да се појават од силните UV зрачења, еднаш појавени дамки или еднаш промена на кожата, дали останува за цел живот или може да се повлечат? Дали дамки, дали бемки, било што? Многу убаво прашање. Фактор кремата не само што штити од штетните влијани, него штити и од овие дамки и бемки појавувања. Значи, бемките се појавуваат и со текот на годините, меѓутоа и многу од сонцето. Фактор кремата штити од сето тоа. Веќе појавените бемки можат само хируршки да се отстранат, сами да исчезнат, не или да се мачкаат со некоја маст или крем, додека оние хиперпигментации, меланотични или мелазма или слично, многу тешко. Значи, постојат естетски корекции, меѓутоа навистина тешко се отстрануваат. Затоа превенцијата е секогаш повеќе од лек. Мораме на време да пазиме, да се чуваме и да запамтиме дека не секогаш сонцето директно не сонча, не зрачи. Многу често пати се случува, докторе, бев под чадор, пак изгорев. Песокот, асфалтот, морето одбиваат водата. Рефлексијата се случува и пак ние можеме да поцрниме. Така да затоа е најубаво да бидеме со фактор крема заштитени. Нормално ние со посветол по Фицпатрик, тој е еден дерматолог, еден учебник наш, кој што има повеќе типови на кожа, оние посветлите типови кои што не добиваат тен, често горат. Па има тип кој што често гори, малце добива тен. Јас имам среќа во животов, па сум од оние што лесно фаќаат боја и многу малце горат, треба да пазат повеќе. Особено оние светли луѓе со светли очи, со светла коса. Па не мора да значи дека и темните не црнат, меѓутоа ете помал пигмент и помалку боја фаќање. Така, тука сум јас една нив кој што горам секое лето, така да, заштитата е задолжителна. За нив, да, препорака и нели, оние ленени, долги ракави, особено кога се бањате, кога ќе не се зависи, некој сака вода да седи по саат и пол, тогаш е најголем проблем, тогаш највеќе се гори. Благодарам за советите, докторе, останува да ги применуваме во пракса. Ви благодарам, секогаш ми е чест да гостувам во вашата телевизија.